Успешна година за осигурителниот пазар во Република Македонија во 2016 година. Значителен пораст е забележан кај животното осигурување, но исто така забележано е и раздвижување во делот на осигурувањето на имот од катастрофални ризици, што според упатените се должи на серијата земјотреси и поплави кои се случија во нашата земја. Според Агенцијата за супервизија на осигурувањето, забележан е пораст и на бруто полисираните премии, но и според бројот на склучени договори. Низ бројки тоа би изгледало дека имаме 3,50% пораст во осигурувањето на неживот, 17,32% во осигурувањето на живот или 5,34% имаме пораст на осигурителниот сектор во Република Македонија. Додека во делот на договорите имаме, ако 3,5% растеше бројот на премијата во неживот, со 7,5% расте бројот на договорите, значи имаме поголем број на продадени договори, додека па во осигурувањето на живот, ова најмногу радува, имаме 58,16%. Значи се повеќе граѓани ја гледаат предноста и гледаат подобрување во производот и се повеќе се одлучуваат да купат осигурување на живот. Порастот се должи на подигнатата свест кај населението, но и поголемата конкуренција и повисокото ниво на квалитет на премиите. Предизвици за оваа 2017 година остануваат осигурувањето од автоодговорност, животното и имотното осигурување. Автоодговорноста е еден од предизвиците да ги регистрираме и да ги осигураме сите возила во Република Македонија. Имотното осигурување, рековме, значи огромен потенцијал, меѓутоа зависи од двете страни, и од продавачот и од купувачот, значи и од понудата да стигне до крајниот корисник, а и од крајниот корисник да препознае ризикот со кој што се соочува. Животното осигурување можеме апсолутно со гаранција да кажеме дека во наредните 5 години ќе биде звезда на хоризонтот за осигурителниот сектор и дека во наредните 5 години се загарантирани двостепени стапки на раст во секоја наредна година со се поактивното вклучување на банките во овој дел од бизнисот. Стојановски посочува дека исто така со огромен потенцијал и широко поле на работа се и здравственото и земјоделското осигурување, а како новини на осигурителниот пазар се осигурувањето од сајбер криминал и осигурувањето на дронови.